Проектот Безбеден град влегува во завршна фаза, а политичките разлики околу измените на законот за прекршоци се усогласуваат. Вчера во собранието се одржа и состанок на координаторите на ВМРО, ДПМН и ДУИ за расчистување на техничките детали. Премиерот Мицкоски најави дека измените ќе се гласаат на следната седница. Мицкоски потврди дека дел од прашањата кои ги отвори ДУИ околу законските измени биле разрешени на техничко ниво, а во координацијата учествувал и министерот за внатрешни работи преку телефонски повик заради негово отсуство од земјата. Според премиерот, со тоа се отстрануваат пречките за изгласување со двотретинско мнозинство без примена на Бедентер. Тоа што беше договорено на лидерската средба беше безусловно договорено дека ќе биде поддржано. Спомена дека постоеле некои амандмани кои што потоа во разговор со министерот за внатрешни работи се констатираше дека не постојат такви амандмани, но и покрај тоа се договоривме во текот на вчерашниот ден практично на ниво на координатори на пратенички групи да има состанок и сите тие нејасни теми да бидат разјаснети. Таков состанок, колку што јас сум информиран во текот на вчерашниот ден се случи, беа разјаснети сите нејасни работи и очекувам законот за прекршоци веќе на следната собраниска седница да помине. Премиерот додаде дека доколку законот биде усвоен во предложената форма, системот Безбеден град ќе почне да функционира без одложување од 1 февруари. Јас во една прилика кажав дека ако се спореди декември месец територијата на градот Скопје 25-та година со истиот месец 24-та година, ќе дојдеме до заклучок дека имаме 0 жртви како резултат на сообраќајни несреќи декември месец 25-та година, а истиот месец 24-та година имаме 5. Тоа значи 0 и 5. Со други зборови, јас благодарам до граѓаните, до македонските граѓани кои што го почитуваат овој проект и јас очекувам многу човечки животи да бидат спасени. Во врска со најавената тет-а-тет средба со лидерот на ДУИ Али Ахмети, премиерот не даде конкретен термин, сепак тој потврди дека комуникацијата со сите парламентарни фактори продолжува. Јас за моето редовно политичко функционирање се среќавам со лидери на политички партии, така што во рамките на тие средби претпоставувам ќе се сретнам и со господинот Ахмети, рече Мицкоски. Премиерот очекува измените да бидат изгласани со двотретинско мнозинство на следната седница, што ќе се создадат услови за старт на Безбеден град на почетокот на февруари.